Штувани граѓани, владата на Република Македонија, предводена од Зоран Заев, во тесна спрега со Министерството за финансии, продолжуваат да ве лажат. Министерството за финансии грубо ја манипулира јавноста во Република Македонија кога станува збор за состојбата на државниот и јавниот долг во Република Македонија. Имено, на следниот слайд е прикажана состојбата на јавниот и државниот долг, која што е објавена на веб страницата на Министерството за финансии со пресечна дата 23 април 2018 година, тоест денес. Имено, вкупната состојба на јавниот долг изнесува 4 милиарди 786 милиона и 900 илјади евра, додека пак вкупната состојба на државниот долг изнесува 3 милиарди 958 милиона и 500 илјади евра. На следниот слайд, овие бројки се прикажани и споредени со бруто домашниот производ, повторно изворни е веб страницата на Министерството за финансии, пресечна дата 21 април 2018 година. Лесно може да се забележи дека бројката која што е објавена, а изнесува јавен долг во Република Македонија е 46,7% од бруто домашниот производ, односно бројката која што е објавена, а се однесува на државниот долг е 38,7% од бруто домашниот производ во Република Македонија. Станува збор за две различни бројки кои што понатаму реферираат на две различни вредности на бруто домашниот производ, а тоа веќе може да се види на следниот слайд кој што ќе биде прикажан во продолжение. Имено, кога вкупниот јавен долг ќе се продели со процентот, ќе се добие вредност на бруто домашниот производ од 10 милиарди 250 милиони евра. Додека пак, доколку бројката на државниот долг се подели со процентот, ќе добиеме различна вредност за бруто домашниот производ, а би требало да добиеме иста, тоест 10 милиарди 228 милиони евра. Разликата е 22 милиони евра. Но ова се однесува на она што било предпоставено, проектиран раст на бруто домашниот производ од страна на Министерството за финансии. Каква е реалната состојба, ќе видиме веќе на следниот слайд, односно, реалната состојба која што беше објавена на почетокот на април, а со пресечна дата 23 април 2018 година, тоест денес, изнесува дека бруто домашниот производ во Република Македонија, базиран на реални податоци и објавен од Државниот завод за статистика, е 10 милиарди и 66 милиони евра, што е различно од она што беше презентирано на претходниот слайд. И така, сега бројките кои што го одразуваат јавниот и државниот долг, возави процентот од бруто домашниот производ ќе бидат различни и тоа може да се види на следниот слайд. Тоест, кога реалниот јавен долг ќе се подели со реалниот раст на бруто домашниот производ, ќе добиеме бројка од 47,55%, што е различно од она што е објавено од Министерството за финансии, 46,7%, односно грешката е нешто повеќе од 85,5 милиони евра, додека пак државниот долг, која ќе се подели со реалниот пораст на бруто домашниот производ, добиваме процент од 39,32%, што е различно од 38,7% кои што беа објавени од страна на Министерството за финансии, или грешката е нешто повеќе од 62,4 милиони евра. И покрај вака тешката и катастрофална ситуација во македонската економија, и покрај економското цунами кое што има зафатена Република Македонија, граѓаните не треба да губат надеж, доаѓа нова енергија, доаѓа ново утро, доаѓа нова надеж за Република Македонија.